Здраво на сите! Уште една епизода на Марија во Америка, подкастот кој што ги раскажува приказните на македонците од Америка, како функциониравме, живееме и градиме судбина и дом, подалеку од топлиот дом во Македонија, ќе дознаете на овој подкаст. YouTube Марија во Америка е каналот, на Facebook Марија во Америка и фолоу на Instagram Марија во Америка. Станете спонзор, поддржете го овој подкаст и бидете дел од нашата успешна приказна. Започнуваме веднаш. Каква приказна имаме денес да ви раскажеме, едноставно ќе ве остави без див и без зборови. Мојот денешен гостин, за да стигне до она што е денес во Америка, не му било лесно, верувајте. Имаше статус и се уште има статус на звезда, но во 90-тите години пораснавме со неговата хит песна Марионка. Беше симпатија на многумина од нас и верувајте, јас вака го гледав на телевизија, едноставно бе фасцинирана од изведбата, од појавата, од сето тоа што тој имаше тогаш да го пријави и појави на сцена. Дојде овде во Америка, се врати назад, искуството негово животно е навистина големо и интересно и денес се овде, мој гостина, моје големо задоволство. Васил Гарванлиев. Здраво, Марија. Многу ми е драго што те гледам овде, сјаеш, зрачиш со твојата енергија и навистина ми прија, верувај. Фала ти. Како се чувствуваш вака во подкастов? Супер, мора да признам дека ова ми е прв подкаст. Така да. Така да ги извадиме картите на маса и да почнеме Слободно. Значи, како што спомна, фамилиарно се преселивме во 97 година. Дојдовме во Чикаго, рефуџи статус, помина се, но за жал 2003 мојата фамилија беше депортирана. Јас бев малолетен, така да искрено не ни знае што се случува. Го добивме тоа писмо. Драг Васил, на таа и таа дата појави се во оваа канцеларија со куфер од 20 кила да бидеш депортиран назад во Македонија. Јас бев 4-та година средна школа, спремен да одам или Џулијард да студирам глас. Буквално изгубивме се. Мојата фамилија се врати, но зашто јас во тој момент пеев улога и немав завршено средна школа, адвокатите ми дозволија да останам сам. И тој шок не го посакувам на никој, искрено. Васил, не ти било лесно, затоа што, како што споменав, звезда, статус во Македонија, дете кое што тек почнува да се развива, тек почнува да пее, да шири енергија, да запознава, луѓето да го знаат, да го гледаат, да го слушаат. Доаѓаш овде во Америка, растеш, се развиваш и овде пак од почеток и се случува крах. И се случува да треба да мораш пак да се вратиш не по твоја вина. Така е. И се на почеток, и твојот живот на вистина е успони, падови, горе, долу. Судбината воопшто не била едноставна и лесна со тебе. Животот ти покажал многу шамари, да не речам. Така е, но за мене се тоа е една лекција. И искрено, ако се вратам назад, дали би сменил нешто? Не. Ништо. Зашто тоа ми даде едно животно искуство за што сум јас, кој сум јас, од каде доаѓам и што имам да кажам. Сум благодарен дека имам дар. Одгоре, тоа е мојот глас. Знаеме сите како е да си македонец, со едно мало зрнце. Јас се го викам мозокче, зашто на мапа ми е. Таму е. Таму сме еден мозок, ситни, ама динамитни. Значи, доаѓаме од место што многу луѓе не знаат кои сме, кај сме, но јас мислам дека тоа не е моќта. Дека се борев толку многу. Животот се, ајде да проскокнеме, спомна 2007, еве на 2026. Пред 5 години го започнав животот повторно од ново по 8 пат. Значи, сите тие лекции, но таа заедничка нишка за мене е секогаш музика. Мојот глас, да сум амбасадор на тоа ние што сме, Македонија низ цел свет. Да ширам, да споделувам, имам живеено низ цел свет, но повторно сум вратен и Чикаго е сега дома. Овде некако те води, некако животот тука те пушта Господ да дојдеш и тука Ништо да... не е случајно. Ништо не е така случајно. Последните 5 години од твојот живот не многумина знаат што се случувало, како било. Знаеш како викаат, многумина те знаат, но многу малку те познаваат. Така е.
те познава најблиската твоја фамилија, знаат ни што си поминал, дојде овде. Во Америка, како што рече пред 5 години, како дојде, што се случи и зошто баш реши кариерата и животот да го продолжиш во Америка? Значи, тоа беше точно после Евровизија 21 нема да заборам, 23 септември. Бев на една раскрсница, менаџери сака да потпишам да се селам во Лондон и во Софија имаше друга опција за потпишување договор со една куќа, но пријателите овде знаат дека пишувам англиска музика и сака да дојдам овде да го снимам албумот. Реков, имам 2 слободни месеца, дај ке дојдам. Дојдов и Марија во ова ситуација, за тие што знаат што е Тиндер. Имаше еден Тиндер супер свајп кој ми го смени животот на најубавиот начин, што би го посакувал на било кој и каде е тоа е љубов. Ја сретнав љубовта на мојот живот и тие 5 години, значи за тие во Чикаго, сум благодарен што повторно влегов во музичка сцена, настапував во Лолапалуза, од сега со најголема публика, бев придружен вокал на Карол Джи, додека пеевме пред околу 200.000 луѓе, од друга страна беше Били Ајлиш, придружен вокал бев на Лиз Фер во познатиот Чикаго театар, пуштив 4 песни, настапував со Чикаго симфонски оркестар 4 пати, една беше светска премиера, друга со детскиот хор, каде што ги учев и ја пеевме што ми е мило, што ми е драго. И ја научивме цела публика да каже здраво, каков си? Тоа беше, се вратив на класична сцена во Кенеди центар како главен солист во Кармина Бурана. Ми се оствари огромна желба да пеам во Напа со еден идол Дейвид Фостер, каде што запознав диригент со кој можам ексклузивно да ви кажам дека го снимам следниот албум. Така да коцките се редат. Станав македонски културен амбасадор на детскиот хор во Чикаго, каде што 4000 деца ги учам Macedonian 101 и македонска народна музика. Така да имаме пеено Јовано, мојата Гердан, имам изведувано неколку пати што ми е мило. Така да во една капсула тоа е љубов ми се случи, прекрасна музика ми се случи и Кажи ми за хорот. Колку деца има, од каде... Значи, хорот беше Chicago Children's Choir. Имаме спомнување, јас кога се преселивме овде да се вратиме 97 година, тој хор ми ги отвори сите врати на мене. Јас станав член од хорот 99-та и тука тие 4 години станав главен солист. Со тој хор пеев со Селин Дион, R. Kelly Music Video, бев солист на Carnegie Hall. Во Белата куќа пеевме на 20 најважни луѓе во светот, каде што запознав Маја Анџелу, Боришников, Барбара, скокни 20 години, еве сега се враќам и најубавото нешто ми е, јас да можам да споделам со младите таленти на овој хор кој сега се вика Uniting Voices Chicago, каде што од 8 до 18 години низ сите населби во Чикаго, градот и надвор од Чикаго, има околу 4000 деца. Кој се може да дојде да пее во тој хор? Било кој сака. Секој кој што сака да што пее е посакува. талентиран, Да. нормално. Тоа беше, се сеќавам, пак да се вратиме назад на почетоците, со помош на мајка ми и татко ми. Јас бев, живеевме надвор од Чикаго, околу 45 минути до саат, ме возеа скоро секој ден. И ме чекаа тие 2-3 сати додека бев на проба. Значи, со таа можност, тие ме го овозможија тоа да бидам дел од тој хор, така да може секој и искрено тоа ми го даде еден од тој столбови на тоа што сум јас. Васил, толку си голем, а толку едноставен и скромен. Имаш запознаено многу светски звезди. Како што рече, пееше на Лолапалуза. Лолапалуза е фестивал во Чикаго, голем, кој што се одржува во центарот на Чикаго летно време и каде што најголемите звезди од Америка и од светот доаѓаат и настапуваат. Овде трае 3-4 дена тој фестивал и ти си бил на таа светска сцена и си споделил со Карол Джи, како што рече Селин Дион, R. Kelly, соработка со Дейвид Фостер, снимаш албум. Кажи ми за албумот, за каков албум станува збори, што подготвуваш? Албумот, значи ја имав честа пред 3 години. Го направив првиот концерт во Скопје. Тоа ми е, сакав да ја започнам таа приказна повторно дома, пред да ги раширам крилјата. Надвор тоа е еден кросовер фузија албум на поп музика, класика и балкан фолк. 3 во едно, каде што буквално мојата животна приказна ја споделувам преку песна, на преработки на песни, оригинални песни, каде што буквално тој мост, културен мост на East meets West,
каде што јас сум нашиот балкански глас, има целосен хор, оркестар, госпел гласови, придружни вокали, така да ја споделуваме целата приказна мулти јазичен проект. За твоите гласовни способности, што и да кажам малку е, можеш да бидеш вокал коуч, односно да ги учиш останатите како да пеат, и тоа можеш да го правиш секаде и на секому. Со кој се имаш работено? Со кој се го имаш научено да пее? Да го посветиш на правиот начин на тоа како да го искористи гласот паметно и правилно. Па на било кој, значи сум официјално имам подпишано договор во Чикаго, сум vocal coach in residence за децата во хорот. Неколку пријатели од македонска сцена последните имаме работено со Тамара, Андреја. Па многу едноставно прашање на комплицирано прашање, со било кој. Така, можеш Така со секого можам со секого да работам. Важно ми е, сите имаме талент, но талентот е буквално една стотинка. Додека јас држам час на некој друг, и јас одам на час во Нью Йорк. Значи, никогаш не престануваме со таа патека или визија за работење на самите себе си. И ти го вежбаш гласот, Да. така? Која нота си? Значи, јас сум баритон, среден глас, но имам уникатна можност да пеам многу ниско и многу високо со фалсето, така да, но зависи во кој стил. Зависи и што, И што. нормално. Така е. Ќе речеш ја запозна љубовта на твојот живот овде. Сакам да ја отвориме таа тема, Ајде. да разговараме за твојата љубов, затоа што од секогаш љубовта е нешто што те води, што те вози низ животот. Она што го посакуваше го најде овде во Чикаго. И не е само љубов, значи да ме подлабоко во таа тема. Кога го сретнав Джейсон, му, дури сега сежам, му реков, ме праша зошто токму јас? Че ти го имаш цел свет на располагање, можеш да си било каде. И му реков, зашто кај тебе конечно имам дома. Ти си ми дом. Значи имам спомнав. Овој пат го почнувам животот од буквално од нула по 8 пат. Живеев 10 години во Торонто, една Милано, една Лондон. Се вратив во Македонија на неколку години, пеев во Чикаго 6 години, неколку години куфер, патување, пеев опера. Така да тој момент нема никогаш да го заборавам, зашто да, дома е било каде и да си. You know, home is where the heart is. Така. Каде што е срцето, таму е домата. Но мислам дека тоа ми беше на еден начин одбрадбен механизам и говор дека да, можам да се снајдам, не ми пречи, искрено не ми пречи. Така. Верувам во музика, верувам во тоа што имам да го кажам, но успех е ништо ако немаш со кого да го споделиш. Така да, кога му реков ти си ми дома, значи таа љубов што имаме ја посакувам на секој во овој свет. Каков е твојот животен партнер, твојот сопатник? Што е по професија? Значи, тој е невропсихолог, е оригинално од Мичиген, но со потекло од Чешка и живее во Чикаго скоро веќе 25 години. Така. За тие што знаат, невропсихолог не препишува медицина, ниту пак е со право да биде психолог, туку тој прави тестови на од 2 години до 92 години на дали е аутизам, ADHD, било какво нешто што имаме предиспозиција. Тој ги прави тие тестови пред да те препише на доктор или психолог. За твојата сексуалност ќе кажеш дека најдосадно ти е тоа што ќе те прашаат кога си геј. Најнеинтересно е. Дали имаш плава коса или црна коса, да. Значи тоа е нешто што ти го знаеше дека си Да. тоа и на колку години се осозна себе си? Се осозна себе си, си призна на себе си. Си призна на себе си, да. Некаде 16-17 години. Си Но призна. правејќи муабет со мама, таа рече дека знаеше од кога бев многу мал. Така да сум многу благодарен, иако доаѓам од мал град како Струмица, да имам толку љубов и поддршка од мојата фамилија. Ти си тоа што си. Значи, пораснавме со љубов, биди искрен со тоа што си, не се кри, зашто мислам дека таму со сите тие Стеги. потиснувања доаѓаат лошите работи.
Така. Дали е, знаеш, мора некој да бара излез. Така да може да се вратам кога живеев во Македонија 2018 до 2021. За време на Евровизија се појави една прекрасна статија на Attitude магазин, кој е еден од најголемите LGBT списанија во светот, кој направи ексклузива насловна страна за мојата животна приказна како првата јавна личност од Балканот да сподели за својот живот. Најважното нешто за мене од тоа е пак се ежам и сум благодарен на тоа дека добив пораки од родители и мали деца. Фала ти на храброста да го изодиш патот, кој знам дека боли, но ми даваш надеж дека можам да се вратам дома кај мама и тато еден ден. Или родители, ми даваш надеж дека моето дете ќе ми се врати. Си било судуван од јавност, Да. Васил, така? Со што се соочувал? И за јавниот линч, за тоа зошто си тоа што си, за твојата сексуалност. Како ти поминуваш ни сето тоа? Види, јас од секогаш, пак ќе кажам, сум благодарен што ги имам луѓето околу мене. Имам животен тренер, кој во тој момент не водеше ни тоа, но тој со чиста душа спие мирно навече. Значи, тоа си го повторував сами од себе си. Таа неправда не е фер. Значи, тие закани по живот. Имаш 300, 400, значи не престануваа. Имаше момент, не можев да излезам од дома скоро 2 месеци. Значи, си размислуваш и на еден начин сваќам. Тоа беше тој период, посебно да спомнеме за Евровизија. Таа неправда дојде точно после ковид, каде што сите, спорувајќи за тоа подиснување, затворени дома, услови, маски, народот беше толку полн со гнев, лутина, како јавна личност знаеме. Јасно ми е. Тие куршуми ќе доаѓаат. Да. Мене единствено што ми беше нефери, најкриво во таа ситуација беа сите тие лажни вести, лажни наслови кои луѓе без да се информираат или без да прочитат, без да сватат, си креираат приказни за своји лајкови, итана. И тоа продолжува, и тоа се Продолжува и случува, и тоа ќе биде, и ништо нема да се смени, и секогаш, некогаш ќе зборува. Да. Нема, никогаш на никого не може да му се погоди 100%. И за жал, тоа е специфична карактеристика на македонците што сме ние. И ако дадам совет на било кој, без разлика ни што поминуваш во животот, верувај во себе си, биди храбар да споделиш на барем една особа, зашто толку ти треба. Еден да верува во тебе во животот, you're unstoppable. Не може никој да те сопре. Светот е твој. Светот е твој и пак мислам дека јас сум еден од тој примери, доаѓам од ништо, споделувам тоа што сме ни цел свет, се борам и ке се борам. Со тоа што сум. Мојот глас што го имам, затоа посакувам било кој во животот, каде ако си на раскрсница, најди тоа што си, верувај, негувај го, работи на тоа и сподели го. Ке речеш, на 16-17 години си признав. Предходно, сакаше да излегуваш со девојки, имаш излезено на состанок со девојка? Да, ма не се важи. Тоа не влегува во бројката. Да. И никогаш, например, мора да кажам дека не сум кажал дека не сакам жени. Така. Но тоа што сум, го сретнав Джейсон, тоа е тоа. Така. Со Господ напред, што ви кажат. Да. Ке речеш закани по живот. Какви закани по живот имаш? Со тие... За мене се е тоа криење по статура. Значи, пишување, но имаше моменти кога излегував надвор, навечер, викендашко Скопје Струмица беше, да кажем, жешка територија, ама сваќам. Луѓето се напиени, под дејство, било какво и да е. И кога ќе ме видоа, будев гнев во нив и сваќам дека тоа е нивна внатрешна турбуленција и затоа не го сваќам лично. Но така. Пак да не се осакеш безбедно да си бидеш дома, не е фер. Не е фер, така. Еве си овде во Америка, во Чикаго. Дали со такви некои закани се соочуваш овде? Не. Такво нешто Искрено нема? не. Ама зависи. Значи, страшно место за живење, признавам, беше кога бев во Торонто. Живеев на многу блиско до лошата улица, кај што буквално дојде 8 навечер,
има да попешачиш 5 екстра улици на таа. Значи мора да знаеш каде одиш. Како одиш за да си безбеден било каде. Сакаш ли да патуваш? Сакаш ли да шеташ? Сакаш ли да... Сакаш. Затоа што си живеен секаде и затоа Ама има, што... знаеш, има една мисконцепција за посебно кога настапува многу луѓе, вау, патуваш, си го вид. Одам од хотел до сала, назад во хотел, особено кога пеев опера. И сега повторно се враќам на опера, нема микрофон. Мора да го пазиме, да го негуваме гласот. Така да би сакал да се вратам на сите тие места како турист. Да ги Значи, посетиш. не се да ги жалам видиш. дека патувам, но Нормално. Ајде сега те враќам назад. Васил кога беше статус звезда, дете кое што будеше многу среќа, радост кај сите, нас тогаш бев и јас дете, те гледавме, сакавме да дојдеме на твој настап, на твој концерт, деца, песнички си пееме, ти се случува преокрет во животот, статусот на дете звезда со Марионка. Мораш да признаеш дека таа песна ти е најпозната и ден денес се слуша и се пее. така е. Така, но пред Марионка имаше и други Да, песни. пред Марионка, значи се ми започна, ништо не е случајно со мене. Песната ми го води животот. Калинка, песната Желба од срце. Таа песна ми е буквално како таа звезда уште ме следи и ми го покажува тој пат. Напред имаше, значи пеев на Калинка, Весело Штурче кој беше детскиот Во Штип. Макфест во Штип. Да. И трета мајка беше Марионка, која признавам дека ич не сакам да ја пеам. И денес не сакаш да ја пееш? Па, се менат работите. И си ја имам, тоа сум јас. Значи, делот од мене сум толку благодарен. Плюс имам, пред да заминеме, снимав цел албум. Значи, имам детски песни околу 11. 11, така да мојата звезда малечка беше тој албум. И сакам еден ден, имам 2 препеено на концерт. Желба од срце ми е пак ќе кажам, од сите тие детски песни, Желба од срце ми е таа песна во срце. А може би и Марионка да ја препееш на еден така по возрастен начин. Имам спремно Марионка, втора верзија, но се уште е во изработка и не е моментот сега, но можем да ви кажем дека таа втора верзија е малце свадба фазон. Па добро. Така да уште повеќе одлично чука на тоа 7-8-минско едва македонско чекам да ја срце. слушнам и да го видам и спотот еден ден. Одлично, Васил. Ќе ја речеш дека во тој период кога си бил во Струмица и се случува Марионка и настапите и популарноста, не си можела дома да излезе затоа што децата чекале надвор. Надвор за да те видат, да се сликаат со тебе. Какво е тоа чувство кога си многу мал? Колку, 10 години Да, може? да, 8, 9, 10. Како на сон. Искрено и многу од тие приказни не се сеќавам. Мајка ми ме потсеќа и има, знам, еден легендарен концерт во Куманово каде што имаше огради. Се сеќавам на тој момент, но имаше момент каде што девојчињата ги срушија тие огради и кажано на Струмички, сине, имаше толку апки на тебе. Значи, можев буквално протези да им правам на забите. На забите. Значи, многу те сака. Имаше интересни моменти, но пак ништо не е случајно. Заминав од Македонија пред таа слава да ме удри у глава. И ми се случи тој пресврт у Чикаго. Имиджот ми беше долга коса. Наши не знаеа луѓето девојче, што си, прав андрожен. И дојде ситуација, не зборував англиски. Од таа слава, мајка ми, мора да кажам дека на почетокот ме излажа, рече дека доаѓаме во Америка на турнеја. Значи доаѓате ти, мајка ти, татко ти и брат ми. Татко ми беше овде. Така. Со брат ми дојдовме и таа рече одиме на концерти. Значи, знаејќи дека Косово се случуваше тогаш, не знаевме како, каде ќе оди се. Така да таа шанса ја искористивме да дојдеме во Америка. И јас мислев, буквално реков чао на сите без да кажем чао. Така. Пеев на Neskvik Stars фестивал, 2 дена подоцна бев на авион за Чикаго. И таа приказна што сакам да ја споделам, 7 оделение, мајка ми вети, ако ги земаш 7 и 8 во една година, ќе те пуштам сам да се вратиш да бидеш звезда во Македонија. И ти? Нормално дека верував. И после признавам дека исто ја мразев. Одам на тој прв час, ми беше физичко, не зборував англиски, yes, no, hello, goodbye and you. Знаеме тој збор. И влегувам во сала физичко, седеа сите долу, каснам, погледнувам професорот,
рече нешто, не знаев што да кажем, глава горе-доле, ја крена раката, стана едно дете, рече нешто и сите почна да ми се смеат и со прста покажуваат кон мене. Научив англиски, професорот ме праша, are you a girl? Дали си ти девојче? Немам појма, јас. Аха. Пак нели долга коса имидж. Ја крена раката и рече девојчиња да се во другата сала, оди таму. И некој дете се крена рака и рече, мислам дека тој не зборува англиски. Ха. Тој пресврт, тој шамар ми е едно од најважните и најубавите лекции во животот и затоа што мислам дека да се навратиме на Македонија, тој звезда статус, ако останав со тоа што сум, знаеме како е во Македонија, мислам дека немаше да биде тоа што ќе биде. Знаеш, ќе се борев со вистината за самиот себе си. Тој шамар во Америка кој ме на еден начин трасна на земја, се засрамив што не знам да зборувам англиски, дури признавам што не сум американец. И мислам дека од таму таа асимилација и желба за да припаѓам и припаднам, се борев уште толку многу и немам ни акцент кога зборувам англиски, но магијата беше, мама рече, зошто не земаш едно од твоите касети, турнеја низ Македонија, да покажеш Кој си? на твоја учителка, запиши се во хор. Се запишав во хор и таа жена, Џуди Хенсон, до ден денес ми е ментор, беше првата која се потруди да каже Васил и ја пушти касетата, мислејќи дека ќе гледа некој концерт, хорски концерт и што и да е. И јас се сеќавам бев на пауза, седев сам на маса, зашто не правев мојбет со сите, дојде ме грабна и кажуваш fabulous, јас немам појма, викам, шо е тоа fabulous. Ме носи во библиотека на Глобус и само каже Македонија. И го покажав каде и таа жена секој ден, 7 и 8 делење после школо, саат 2 ме учеше англиски и почна да ми пушта секаков стил на музика. Таа жена која ме внесе во детскиот хор во Чикаго и од таму целата судбина ми се промени. За колку време го научи англискиот? 7 делење. Преку ајде да кажеме 6 месеци. Така, Така пола нешто, година до пола година, година. да го усовршиш, да го научиш. Па не знам дали усовршиш, но Беше да. како што треба, за неколку Тоа години ми беше и да веќе. се навратиме, значи за лекција за сите. Од 7 оделение до крај на средно школо бев толку внесен во тој амерички начин на живот, на кога таа депортација се случи, јас се вратив во Македонија, буквално не знаев на што сум. Зашто ако останеме овде, размислувам на сосема друг начин, имам сосема друга едука, значи таа втора лекција на таа депортација 6 години подоцна и тука одлучив сам да заминам. Заминав во Италија да студирам, па отидов во Торонто. И животот, како што реков, се... Значи, ќе те вратам кога дојдовте овде. Мгм. Зошто дојдовте? Која беше причината да дојдете? Нов живот. Фамилиарно? Нов живот? Да, нова вете на среќа? земја. Да, нова среќа. По-добро утре? Да, по-добро утро и како што спомнав, мајка ми рече дека доаѓаме на турнеја, ама мислам дека мојата слава не ги даде тие визи, Така. знаејќи дека звездата ќе се врати дома да пее. Од звездата, Дојдовме овде. Друга приказна. Друга приказна, но пак ништо не е случајно, зашто музиката и мојата дарба ја негував на еден од најубавите начини да бев овде. каде живеевте, Васил, кога дојдовте? Надвор од Чикаго, Болингбрук, Даријан за тие што знаат. Така, тоа се населби од Чикаго Населби на надвор некои од Чикаго, 40 минути. да. Убави населби, Да. убаво детство ќе речеш помина, убави школски години, образованието на друг ниво, со други квалитети, со музика исполнето, Музика, со да. хор, со пеење во хор, одење на училиште, со многу хоби, твојот брат е овде покрај тебе, татко ти, мајка Да. ти, така? Сите фамилиарно. Сите фамилиарно. Што работеа твоите кога бевте тук? когаш? Мајка ми мајка низ неколку компании, фамилиарно цел живот од страна на татко ми беше камиони. Так, И со во камиони. Македонија и овде, значи имавме компанија. Пред таа депортација, мислам дека имавме компанија на со 5-6 камиони. Така Така. нешто беше. Брат ми се уште беше во средно школо, но предпоставувам дека таа патека ќе продолжеше во таа насока за него. И кој знае каде ќе беше, Да. што ќе беше, ако беше, ако
но што би било Што ако би би било? ако би било, се случува депортацијата, За која жал година? се 2003 се случи депортацијата и тука тоа беше почетокот на еден квалитетно темен момент. На неколку години почина татко ми, беше само 44 години. Една година после тоа баба Микола ја згази на надвор од куќата во Струмица. Беше толку пијана што беше жива, не можеше ништо да ја се направи. Така да имаше темен период, таа депортација зашто неочекувано кога се враќаш дома, почнуваш од нула. Јас уште мислам дека его го уби на татко ми. Че беше премлад, немаше никакви проблеми со срце. Буквално за така да го... Значи на 44 години 44 умира. години. Каде почина? Тој беше во Италија. Значи само што одлучивме фамилиарно сите да се раштркаме за да се најдеме на едно заедничко место. Јас отидов во Милано, почнав да студирам благодарение на Борис Трајанов, нашиот оперски пејач, кој ме слушна како пеам и рече оди кај мојот маестро во Ла Скала во Милано. Примав часови и тука ми се случи друг пресврт. Ја сватив моќта на фамилија. Почнав сам, на 17 години заминав во Италија, каде што не зборувам јазик. Професорот беше во толку елитна школа што примаше многу малце не само студенти зашто имаше дел од агенција, професионални студенти, но мене рече ќе те примам ако доаѓаш на 3 часа неделно. И реков, нема проблем, но имав толку љубомора од другите во школа, никој не ми правеше муабет. И сватив дека да, во Америка, кога ми се случи се тоа на 11-12 години, те мразам, оставиме. Но има фамилија. Тука моќта на таа фамилија сватив дека јас сум сам и мора да признам дека единствен начин како што се тоа се овозможи, имаше една приватна особа во Чикаго која ме слушна како пеам и тајно ме следеше низ Чикаго, каде и да пеев тие 6 години. Бев на еден голем надпревар пред да ме депортираат, Arts Week се вика, каде што сите од не само уметност, инструменти, пеење, сликање, глума, има надпревар за да станеш стипендист. На школа тоа беше Буш. Од 800 добив прво место, од 10.000 добив прво место, ме номинираа за да бидам тој Presidential Scholar, каде што добиваш 250.000 годишно за студии. И ми се јавија и ми рекоа, ти не си американец, не можеш да го добиеш тоа. И јас реков, окей, ви благодарам, не ми треба таа награда, ми покажавте што тоа беше, и отидов, мора да кажам дека пеењето беше опера, поп и мюзикли. Учителката тогаш ми рече, ако одиш на поп и на мюзикли, знаеме дека ќе победиш, оди на опера. Не, поима што е опера. Така да тогаш дознав дека имам, да не го кажам, тој монструм во мене. Знаеш, тој глас за такво нешто, да се навратам таа особа која тајно ме следеше кога ја најавив мојата депортација на настап. Дојде до мене и рече, верувам дека ќе го смениш животот, јас ќе застанам позади тебе финансиски за да ти овозможам да го имаш светот во своји раце. Ангел чувар. Ангел чувар. Значи фамилијата тоа се врати пак. Се вративме во Македонија, јас бев во Италија, знаејќи дека дома немаме пари за леп, но парите што ги добивав мораа да одат на тие часови. Така да пак ја сватив таа одговорност да, окей, тоа ни се случи, мора да одам напред. Јас одам. Одам. Тоа е. Животот е тоа. Да завршиме таа приказ, значи 2 дена пред да се преселам од Милано за Торонто, каде што добив целосна стипендија на Кралскиот консерваториум, татко ми дојде во Италија. Тие 2 дена се видовме, се сеќавам, ми направи јајца на око за доручок. Отидов да се испратам со мама и брат ми во Струмица, пред да почнам живот повторно во Торонто. Таа жена што ја спомнувам, Сузан, дојде да ми помогне да се снајдам во Торонто и татко ми почина тоа лето. Тоа лето. Го виде последен пат тогаш кога во Италија. Во Италија. Да, во Италија. Твоите мајка ти брат ти беа во Струмица тогаш? Брат ми почна да студира, тој беше во Бугарија и буквално неколку години после тоа се пресели во Лондон. Значи тоа беше Струмица Софија релација. Значи тежок период, Васил. Тежок период, да. Мајка ми успеа да дојде во
Канада започна свој процес таму. Јас бев таму 10 години пред да заминам, зашто пеев опера професионално 13 години, па почнав многу да патувам и тука пак ми се случи уште еден пресврт со документи од страна на Канада, каде што потпишав договор со главна агенција IMG Нью Йорк, Лондон, Германија, со услов дека мора да патувам на тие аудиции да почна да се случи. Канада е малце различен систем каде што сватија и направија еден паметен, се вика CEC, Canadian Experience Class, каде што покажуваш и докажуваш дека можеш да работиш во тоа што студираш и добиваш документи многу брзо. Условот беше мора да се заклучам или во Канада да не излевам година до 2, или надвор да не влезам. Со сите тие договори што ги имав, одлучив, знаете што? Не, ќе заминам и ќе ризикувам. Тоа беше и цело време бев со визи. Значи, визи, работни дозволи, што знаеме дека не е лесно. Воопшто. Се обновува, па истекува, па документација, па дур се продолжи и истекла, па дур стигне, па се одложило. И тоа беше, значи, за сите тие што знаат или не знаат, бев со виза пред да ми се смени статусот со Джейсон за зелена карта. Најтешкото нешто беше сите договори морав да ги откажам повторно, година и пол, за да не настапувам, но во тоа пак сум благодарен зашто тоа ни ја даде таа можност и шанса искрено да се запознаеме со Джейсон. Таа фондација без моето патување, константно патување кое еве. Сега сум благодарен, конечно почна и се надевам дека нема да престане и тера. Кажи ми за животот во Торонто. Значи од Милано се селиш во Торонто. Во Торонто. Почнуваш да студираш, да учиш. Целосна стипендија. Целосна стипендија. Доаѓа и твојата мајка со тебе? Доаѓа и мама, да. Значи мама пак беше не бевме многу блиско. Добро, значи, знаеме, пак е тука. Но за не е Македонија. Некој од Македонија ќе каже, значи јас живеев во Струмица, мама беше во Скопје. Да. Но за нас тоа е Торонто. Да, така. Или тоа е Чикаго. Ама пак значи таа релација, тука сте тука заедно гледавме до кога тебе. можевме. Твојот брат е во Лондон, се пресели во Лондон, пресели. започна живот, се уште е таму, мажен со две керкички. Живи здрави да се. Живи здрави, фала ти. И ти си во Торонто, во Торонто студирам и работиш во исто време? Тоа ќе го кажа, значи на прв мастер клас, прва година, undergraduate, директор на оперска компанија побара некој да помогне, јас се кренав раката прв. И ми ја даде шансата да влезам во магична флейта. Ме испробе, значи мојата професионална кариера оперска започна буквално прва година undergrad, каде што додека студирав пеев по 3 до 5 улоги, значи во тие 10 години можно е да испеав околу 50 оперски улоги. И буквално се си тргна како што треба, па почнав Македонија да ја представувам на превари. Огромни светски напревари со доста успех. Најглавната беше Montreal International, каде што од цел свет моравме да пракеш видео, избор. Пак ќе кажам слично на Евровизија, но многу поригорозно, зашто се целосни програми. Трите кругови беа комплетен концерт од различен стил, јазик, класика, опера, концерт. Отидов од колку и да беа, до 24, до 12, до 6, топ 4. И тука ми се случи уште еден пресврт. Цело тоа жири на најпознатите музичари во класична музика. Пеев со Монтреал симфониски оркестар. Ме тргнаа на страна, јас тогаш пеев како бас баритон. Ако продолжиш да пееш како бас баритон, ќе пееш низ цел свет, но нема да си посебен. Викам, окей, викат, слушнавме како пееш, композиторот е Малер. Кога пееш тивки високи ноти, не може никој да те допре и мислиме дека тоа е почетокот на твојот глас, ти си тенор, не си бас баритон. И тука дојде едно нешто и рекоа, сакаме да ги откажеш сите договори 3 години, повторно да го тренираш твојот глас и да се вратиш како тенор. И ми се случи во период на месец и пол, 5-6 луѓе на кои им верувам и го рекоа истото. Викам, окей, да го направам тоа или не, и одлучив буквално да откажам се. Ги откажав сите договори. 3 години почнав одново да тренирам. Тоа беше некаде 2015-2016. Так. За време на тоа тренирање се пресели во Лондон
зашто пеев на фестивал овде, реномиран фестивал Marlboro Music, каде што топ музичари значи примаат 70 инструменталисти, 8 клавиристи и 4 пејачи. Еден по една глас. Јас прев и мора да си поканет. Не можеш да одиш на аудиција на тоа. Бев 2 години со Мицуко Учида. Прогуглајте. Феноменален клавирист, кој ме зема под своји раце и тој фестивал имаше уште еден човек рече на тебе ти фали мојата пријателка Сузан. Викам, оке, која е таа Сузан? Ма таа живее во Лондон. Оке, брат ми е во Лондон. И реков, јас ќе се спакувам, одам да студирам со Сузан. Го споделувам тоа зашто во тој момент на мир, повторно градење на глас, кога и запеав на жената ми рече, Васил, ти гледам дека си борец, дека си преживеал низ многу, но мора да ти кажам дека сите тие зидови за да преживееш се околу твојот глас. Сруши ги. Вика, јас сакам да те соблечам гол, да ги срушам сите тие зидови, вика, зашто гласот што ти го имаш, мислам дека може да го смени животот. Дојде ситуација живеејќи, значи бев во Лондон, мама ми се јавува, беше за Великден, виза јар имаше ефтини карди. Викам, доаѓам до Струмица. Ми спомна за песна Гердан. И цела баш таа животна патека, ништо не е случајно. Марија, се враќам. Саша дојде да ме сретне на аеродром, зашто бев многу брзо во Македонија, ми ја пушти песната и мојата интуиција ми викаше време е да се вратам дома, да ги допрам моите корени пред да ги раширам крилјата. Поради тоа што не се борев да учам, следна улога за опера. Значи, ако не пееш, не те плаќаат. Така оди тој оперски свет, така да тие примања ги немав, почнав да работам буквално се во Лондон прв пат. Чистење веце, миење садови, итана, за да можам да ги платам тие часот ми беше по 300 фунти на час, 2 часа неделно. 600 фунти. 600 фунти и не е малку, а да сватиш дека одам на работа се бајле, дали чистам веце, што и да е, Лондон е огромен град, ќе се качам на воз 2 сата, додам да пеам, па да работам док на смена да помагам. Дојде до момент каде што учителката рече, Васил, ќе ти намалам цена, гледам дека едва стоиш. Значи, зашто сакав да додам тие часови, најважното нешто е ја слушнав Гердан и си реков, ете го мојот знак одгоре дека ќе се вратам дома, што сите рекоа, дали си лут ти, имаш живеено из цел свет, што бараш да се враќаш во Македонија. Реков, зашто верувам и сакам да се вратам дома. И тука се роди Гердан, се роди Патувам, се роди Судбина, мојата улица, сите тие песни. Ја сретнав Тамара, помогнав на Тел Авив, бев вокал коуч, тренер, па придружбен вокал. И од тука сватив дека таа моја детска желба. И отидов на главните и реков, немам појма како бирате, но спремен сум да ја представам Македонија на Евровизија. Ја учиш Тамара како да пее во Па не превод? како да пее, значи се распевавме заедно, но јас и Тамара си имаме една многу специјална врска, енергија, брат и сестра. Така да гласовно сме многу компатибилни и начинот на енергетско пеење. Така. Си знаеме. Не да растора рика, но да го смириш тој вокал за искрено таа ранливост да излезе. Посебно со таква песна. Тој момент се споивме многу. Си помог, да, јас ја тренирав на неа, но буквално и таа на мене. Значи тоа е таа двосмерна улица на било што. И ти се случува Евровизија. За тебе не е ништо ново да се појавиш на голема сцена. Не е ново, но 2019 се случи, така? 2019 во Тел Авив. Знам, тука бе во Америка кога го гледавме тој настап и кога заврши второ место. Прво место жири. Прво место жири, да, но финалното седмо беше. Седмо. Па тука сите се тој момент на еуфорија. Еуфорија. Тоа е тоа. И да не да скратам приказна, но најважно нешто пак за сите нас. Уметноста и спортот градат една нација. Мора да научиме да се цениме. Да се почитуваме, зашто тој момент, дали е Македонија победи на тоа, значи тие се моментите кои не градат ни дават заеднички. Тука мислам дека е моќта и лекција, клучен момент кој ќе не научи на сите да
да се поддржуваме, зашто заедно не може никој Не да може. добре. Пак ќе речев, се случува Евровизија, големата сцена, 2019, 2020 се откажува, 2021 ја представаш Македонија на Евровизија. Твоето евровизиско искуство, онака збир на сите емоции, сите се што поминавте, познанство, затоа што Евровизија мислам една голема машинерија, Огромна машина. огромна машинерија во која што ако Политикалерија. голема политика и ако си на вистинското место ќе стигнеш до онака ако Да. си сместен вака на столчето и возот тера, ако си на вистинското место ќе стигнеш, но ако не си џабе и дали мислиш Така е. дека џабе ти е квалитет, џабе ти е песна, џабе е се ако политичката страна не ти е јака? Мислиш дека И да и не. Значи се е комбинација на тоа. Моето искуство на Евровизија, буквално сум благодарен што бев 2019, зашто 21 беше првиот светски настан да испроба било каков настап со луѓе. Значи тие не смеевме да правиме моабет. после короната, После значи, 21, но пак Да. беше не после короната, беше за време на ние бевме први што примаа публика во тој аудиториум. Носот не можев да си го доправ зашто како главен артист мгм, не тестираа по 4-5 пати. дали си Дали си со ковид, без ковид, ако некој од тимот и не смеевме, само не смеевме да се дружиме. Така да не за тие познанства не се случија. 2020 виртуелно се случи, значи мгм, не се случи Евровизија, но се запознавме дури да кажам многу повеќе со артистите 2020 околу 21, така. бидејќи не смеевме да комуницираме. Многу површински од далечина. Тоа бидно, но цело тоа искуство, сонот ми беше да ја представам Македонија и за мене ја представи во најубаво светло. Така. Се покажав тоа ја што сум, настапот збори самиот за себе си, како што викам тоа, жолто сонце огреа позади мене и темнината ја претворивме во светлина со тој светлосен ефект. Така да сум многу горд и ќе продолжувам да ја представувам Македонија. Многу мина не знаат, 2020 имаше надпрва World Vision, World Folk Vision, каде што мислам дека 5 континенти, не знам точно колку илјадници луѓе учествуваа, одбра пејач, танчер и инструменталист. Јас победив со Гердан како пејач на светот. Тоа беше 2020. Така да сите тие надпревари се дел од мене, каде и да сум, ќе не представувам. Како ше Гердан си, мила моја ти. Баш песна која што не можеш да не ја запаметиш, песна која што не можеш да не ја фатиш. Да. И песна која што останува некако, ја слушаш и така буди една Да. емоција, многу јака, многу мокина песна. И го гледав и спотот и сето тоа, и знам дека има не еден момент кога се снима спотот и кога си качен на Ритче и кога поминува камион и ти ќе речеш посебен момент е тој камион во спотот кога поминува, Да. затоа што Но многу Зошто? случаен поен, значи на почетокот на спотот и тој дел сака да го тргнам, јас сватив на монтажа, татко ми почина возејќи камион. Се на таа планина помеѓу Велес и Скопје, прошетав градо и планини села за да сретнам Румена Бела, поминува амбуланта, поминува тој камион, јас реков не оставите го, тоа е момент за мене, да знам дека тато е со мене. Така. Значи тој Гердан ќе продолжи да се нижи, сите ние сме нишки на приказни кои заедно споени, спотот ако го гледате, ја представувам Гердан е Македонија. Значи ја представувам Македонија преку 4 жени. Мало девојче, малолетно, трудна жена и баба. Значи цела тоа патека, покажување дека јас сум тој патувач кој ќе избирам сите тие нишки во спотот и тоа мое патување продолжува. И ќе продолжи и нема да престане. Васил, по диплома си дипломиран оперски пејач Дипломиран оперски пејач со почести од Универзитетот во Торонто. во Да. Торонто. Да. Имаше церемонија за тоа дипломирање, присуствуваше на таа церемонија кога ги дава. Искрено не зашто бев на настап. О, така. Да, ја промашив, но двата класа во консерваториум бевме само 4 пејачи, во универзитетот, иако University of Toronto е една од најголемите школи, оперската школа беше многу мала и елитна, околу 7 пејачи. Мгм. Така да бевме многу смал клас. И
Дипломата си ја носиш со тебе. Дипломата си ја носиш, тоа е. Тука е, си заврши тоа што си заврши, но учиш се уште. Одиш и на нели часови. Приватни часови, Приватни часови, го усовршуваш гласот. На што работиш моментално на твојот глас да биде совршен? Иако совршенство не постои, но што средуваш во твојот глас? Неколку работи, значи еднаквост од најнизок до највисок тон, да се звучи како еден глас, да бидам центриран сој во самиот себе си, да без разлика што и да се случи, гласот природно да течи буквално како да зборувам. Така. И тоа звучи малце шиши, но тие вежби, таа дисциплина што е потребна за формирање и поставување на гласот од до е нешто што нема никогаш да престанам да го учам. И може секој ден може подобро. На многу луѓе кои не разбираат пеење им кажувам дека јас сум како некој кој ќе оди на олимпијада за било што. Тренер имаш секој ден. Се будиш со таа дисциплина, одиш на тренинг, значи исто да се случува и со мене. Имам професор по глас, сега се враќам на опера, почнувам и со специјалисти да зимам часови, пример, ако пеам италијанска опера, ми треба права италијанска дикција во тоа време на таа опера. Васил, што ти слушаш? Знам што пееш, но што ти слушаш? Каква музика те... Буквално се. Па последно време сум обседнат со Розалија. И со душа чекам да ја видам овде во јуни, ако сум тука. Битлси во последно време многу слушам, што спремам еден проект. Па зависи се, буквално од се опера, нема да знаете и да ви кажам. Се, од топ поп до джез до македонски. Кога имаш настапи низ Америка, тоа значи пееш, одиш по концерти. Што пееш на тие концерти? Што може да се слушне Васил кога изведува? Ако е се по мое, би сакал барем еден момент на концертот да биде без никаков микрофон, моќта на голиот глас. На мој концерт по мое ќе слушнете класика, ќе слушнете поп, ќе слушнете македонски песни и комбинација на се. Која македонска песна ти е така драга, на срце, убава, те исполнува и те дефинира како артист? Параходот. Параходот? Да. Таа ти е така. Таа ми е Длабока. Не плачи милолибе. Да, има. Па зависи, обожавам на мојот проект Дом патување љубов, каде што пак нани жив. 8 македонски песни низ последните 60 години. Тоа дело обожавам да го изведувам, дури и некој да не разбира македонски. Зашто споделувам дел од нашата историја на чија си и кажи зошто ме остави, си заљубив. Листата продолжува. Македонско девојче. Македонско девојче, да. И така натаму. Така. Васил, сега си на една позиција каде што собираш плодови можеби од тоа што си посел, да речеме така во превод. Почнуваш да созреваш, да ти созреваат плодовите од тоа што си го правел, да чувствуваш така себе препознавање, да си среќен со тоа што го имаш, што си создал. Сега да речеме си во нагорна линија, но си бил многу долу. Си имал, како што рече, темна страна. Имаше моменти кога немало залеп, како што ќе речеш, дома. Како помина низ тие моменти? Кажи ми ја борбата твоја и фамилијата. Како беше кога немаше ништо? На еден начин многу едноставно. Верувајќи во самиот себе си и во тоа што сакаш да го постигнеш. Значи, таа трошка на надеж секогаш беше таму. Се сеќавам и првиот пат во Америка, кога се преселивме во стан, брат ми отиде на камион со татко ми, јас и мама бевме сами, успеавме да земаме мало душече и од Долар Стор 4 ножеви, знаеш, за да имаме почеток. Тие моменти на еден начин се најубавите моменти, зашто сваќаш колку не ти треба. И кога успехот доаѓа, не смееме да заборавиме на тие моменти, зашто ти пак ќе кажам, не се каам за ништо, зашто сите тие
моменти на нула ми дадоа причина да пеам и дадоа причина да живеам. И преку тоа за мене самиот знам пеам за да споделам низ тоа ја што имам поминат. Со надеж дека преку мојот глас и приказна ќе те допрам, инспирирам, мотивирам да го направиш исто. Сега фамилиарно, кој каде се наоѓа? Мајка ти е дома во... Мајка ми е во Струмица, Струмица. брат ми е во Лондон, јас сум овде во Чикаго. Значи, пак на сите страни. во 3 држави, Три Македонија, Лондон, Чикаго. Англија, Америка. Близок, си остана близок со фамилијата? Да. Таа комуникација Со секако мама е... имам секој ден, барем минута до 3 видео. Тоа е... Така да со мама Браво. морално. Браво. Морално добро утро. Што е со пријателите, Васил? Какви пријателства негуваш? Какви ти се пријателите? Од каде се? Буквално од цел свет. Имам неколку македонци, балканци овде во Чикаго, со кои се дружам, но најубавото нешто од тоа патување со пеење, буквално имам одбрана фамилија низ цел свет. Од цел свет. Така да каде и да одам, знам дека, се Тука гледаме сум. на... Тука сум. А како сакаш овде да го трошиш твоето време? Што правиш? Што освен нели пеење, работа, концерти, настапи, снимања, светски музички имиња? Најубаво нешто ми е дома со Джейсон да гледаме филм со двете кучиња и маче. Значи имате две кучиња, маче. Сакаш Да. животни? Сакам, Какви обожавам животни се? два лабрадори, Мгм. девојки имаме бенгл маче, лудо маче. Така. Така да е. И признавам, имаме план и за деца во блиската иднина, но тоа зависи од неколку од моите проекти. Така. Зашто сакам, двајцата сакаме тоа да биде и ќе биде. Начинот на како уште не знаеме, Како и што? како и што, Добро. но знам дека сме и ке сме прекрасни родители. Така. Си се гледаш себе си да се реализираш како родител, Да. нормално. Имаш, да речеме, желба, дали сакаш тоа да биде машко или девојче? Не, Отворено. отворен. Што сака нека биде Да. нормално. Добро, ти посакувам среќа во таа авантура, Фала ти. не авантура, во таа нова животна приказна и во нова животна улога и нормално. Уствари тоа ќе биде авантура, едно патување, еден нов твој Мгм. влог во сето тоа. Затоа реков сакам да биде прав момент за да можам целосно да се посветам. Така. Сега со тие проекти што ги спремам, што почнуваат и сите патувања што ми доаѓаат и следуваат, Да, ама ќе биде. нели? Планови за ова лето? Каде, што, како, зошто? Снимам албум, значи ќе бидам, снимам со Чешкиот симфонирски оркестар во Прага, ќе сум, снимам во Пиза во Италија, е тоа студио, така дека има доста патување, настапите ми се овде, Торонто, Чикаго, но желбата да го однесам Джейсон до Македонија нема ни ова лето да се оствари, така да здравје живот следна година. До година До здравје. година. Сакам да те прашам за твојата поддршка. Освен што ја имаш од нели најблиските, Мгм. што е со фановите, што е со публиката? Каква релација држиш со нив? Од каде добиваш најмногу ветер во грб? Дали тоа се овдешни Комбинација, значи почнува овде, желбата ми е овде да нашиот круг и нашата диаспора сакам да Да ги добиеш. Да ги добијам, зашто пак ќе кажам, тоа ни е моќ, мора да се цениме, држиме, подржуваме заедно да одиме напред. Сум спремен за таа одговорност и спомнав дека пеев во Кенеди центар Кармина Бурана. Најмило нешто ми беше што нашиот амбасадор ми беше почестен гостин на тој концерт, а децата кои пееа детскиот дел од Кармина се погодија да бидат на турнеја во Вашингтон и баш го пречекаа пеејќи, што ми е мило. Браво. Така да знаеш цел тој склоп на зошто го правам тоа што го правам се случи во тој момент. Кога се случи тоа? 6 април 24. То блиско Значи звучи, пред 2 години. 2 години, Да. точно. Браво, одлично. Одличен настап, одлично искуство, преубаво паметење. Кажи ми за пеењето, да, шеташ, одиш, тераш, но се заработува ли Васил сега? Може Да. ли удобно и убаво да се почнува, живее? значи се фала му на Бога почнува со сите тие часови што ги држам и со настапи. Работите почнува, тој пресврт се случува, но трудот што дојде до тој момент Мгм. не беше лесно.
Да, затоа споменав таа Да. темна страна, Да. таа немаштија и сето тоа низ Мгм. кое што си поминал. И твојата приказна, Васил, не е лесна. И твоето искуство животно не е лесно. Подкастиве како што ги снимам и со луѓето кои што се соочувам секојдневно, нема човек кој што седнал и рекол: Да. многу ми е лесно, многу ми е убаво, Америка е розева." Нема Да. такво искуство, мислам дека нема ни да има, затоа што овде се бориме. Да. Овде лавовски гриземе со се што ни доаѓа. Си Така е. бил и во Македонија, си бил и во Италија, Италија, Лондон, Англија, Канада, да. секаде, еве си повтор пат овде, Да. живееш, среќата ја наоѓаш во Америка, не е едноставно, Не не е е лесно. едноставно. Нели? Но пак ќе кажам, јас сум благодарен што имам причина зошто да живеам и зошто да се борам. Тоа е, мислам дека тоа ми е тој клучен момент на мене, мојот глас. Тоа што тоа ми ги отвори тие врати, за да можам да влезам, да се покажам, да се а тоа пак ќе кажам, мислам дека самото нешто што сме македонци ни е во крв дека треба да се бориме. Борци Така да сме. сум ама искрено сум не само да се Борци каже. сме, да. Сум многу горд зашто тоа е тоа што ставиме до било кој. Ако треба да bring it on. Ајде. Ела. Ајде да се измериме. Да. Настапуваше и овде, го гледав настапот во Македонската црква Свети Кирил и Методи. Да. Беше изненадување за Изненадување на дамите. 8 март. За 8 март, што се им испеа? Какви реакции Да, имаше? сплетот што го спомнав, можеби беше грешка дело да го испеам, но сакав да ги однесам на тоа македонско патување низ последните 60 години. Кратко сладко. Кратко сладко како една најава, се надевам дека ќе ги видам во следниот концерт. И знам дека првиот солистички концерт овде кој има потпишано договор, не е уште објавено, е 12 декември. Така да. Уште од сега знаеме дека тоа доаѓа. Сите настапи пред тоа ми се надвор од Чикаго. Уште од сега да ти најавам присуство на тој концерт, затоа што никогаш те немам слушнато во живо како пееш. И многу ми е жал за тоа, освен што сум те гледала на Марионка и што те гледам по социјалниве медиуми и што те гледам по телевизија, по YouTube, во живо те немам слушнато. Може ли да те слушнам сега? Пародот ми пристигна Збогум ливе подај рака. Не плачи, мило ливе, не жалај. Јас пак ке се вратам, не плачи, мило ливе, не жалај. Јас пак ке се вратам. Нема потреба од никаква моја друга реакција, освен тоа што, еве, имам солзи, ме расплака. Драго ми е, многу моќно, многу убаво и така да ми продолжиш, да те гледам среќен, реализиран, со солзи радосници. Така е. Во очите да те слушаме, што повеќе концерти, што повеќе љубов да шириш, што повеќе талент и сакам да те видам на тој солистички твој концерт и само напред, Васил. Со таа харизма, тој талент и таа енергија што ја носиш. Искрено фала ти ми значи. Ми беше многу драго што ми беше мој гостин денес. Исто. Ми беше многу мило што успеав да те добијам денес, затоа што твојот распоред е навистина збиен. Патуваш, шеташ, снимаш, одиш, организираш, така што драго ми е што се најдовме. Исто и на мене. И повеќе темнина нека нема, нека има само светли и убави мигови во твојот живот. Амин. Затоа што тоа за сите заслужуваш. Да, за сите, како за сите, така и за тебе.
и летово што повеќе шетање, уживање и пеење, така? Така, Твоите планови да продолжат. Ти благодарам уште еднаш што беше исто. дел од Марија во Америка. Драги мои, тоа беше Васил Гарванлиев и неговата убава, интересна, уникатна и необична животна приказна. Со солзи во очите ќе се одјавам од овој подкаст Марија во Америка. Секоја среда премиерно со нов гостин. На социјалните медиуми сме присутни. Марија во Америка е овде. Гледајте не, уживајте и бидете дел од овој подкаст. Чао и се гледаме.